Разговарам со Благоје Пандовски, председател на Transparency International Македонија. Добро вечер и ви благодарам што сте вечерва со нас. Добро вечер. Темата околу борбата со корупцијата е секогаш актуелна, но ми се чини дека после трагедијата во Кучани граѓаните добија впечаток колку е длабок коренот и колку е широко распространета. Она што постојано и вие го нотирате во извештај Европската унија е дека корупцијата во борбата или во државата имаме ние добри законски решенија, меѓутоа имаме лоша имплементација, што видовме и со случајот на ДКСК како се покажа, значи една транспарентна постапка, строги критериуми за избор на кандидати, а сепак се доведовме во ситуација институцијата да остане обезглавена, односно да имаме сериозни сомневања за злоупотреби кај првата антикорупционерка. Како гледате најпрво на овој случај? Па видите вака сега, тоа е многу неблагодарно прашање во овој момент, меѓутоа доколку се земе улогата на ДКСК која има во системот за борба против корупција во државата. Таа е една од 4 институции кои што се водечки во борбата против корупцијата заедно со судството, обвинителството и Државниот завод за ревизија. Тогаш може да се предпостави ударот кој ова го има врз оваа институција, односно перцепцијата која јавноста ја добива после овој така наречен скандал што се случи бидејќи се уште во фаза на истрага. Значи поради досегашното искуство кое македонските граѓани го имаат, за разочарувањето во многу институции кои што досега го доживеа скандали поврзани со судии на високи позиции, нели сега овој последен скандал кој што се случи исто така и СЈО беше удар кој пред некој време се случи, не можеме да го заборавиме. Можеме да кажеме дека ваквите индиции со кои што се соочува председателката на Државната комисија за спречување на корупција сериозно влијаат на реномето на оваа институција. Критериумите за избор се строги, кажавте и сама, постои комисија која ги прави интервју со овие кандидати, се бираат, ги бира собранието, меѓутоа позицијата која што овие нели членови имат може да престане само во определени ситуации, помеѓу другото и кога се осудени на казна затвор подолга од 6 месеци. Во овој случај имаме само истрага, од друга страна имаме реакција, односно немаме реакција на председателката која до сега не излезе во јавност да даде некакво си мислење за она што се случува за овие. Беше само најава дека нема да даде оставка затоа што било од приватен карактер таа комуникација. Може ли, дали е тоа оправдано да се почека целиот процес да заврши или сепак треба да преку дистанцирање да се остави простор на една независна истрага и колку е загрозен интегритетот и на целото колективно тело или сметате дека тоа е сепак една индивидуална одговорност? Па да, таа колку што видовме во извештајот кој што, односно соопштението кој што постои на страницата на јавното обвинителство, таа е веќе одстранета од превземање на действија поврзани нели со овие наводи кои што се предмет на истрагата. Секако дека ова, повторно кажувам, влијае кај перцепцијата на луѓето, нарушен е угледот и кај таа дали би поднала оставка во овој момент или не, тоа е нејзина лична одлука, зависи од тоа колку таа е убедена дека она што и се става на товар не е вистина, колку е подготвена, да речеме на некој начин, да се жртвува за реномето на целата институција. Меѓутоа во овој момент само таа може да го даде овој одговор. Во вашите извештаи нотирате дека довербата на граѓаните е ниска кон поголем број на клучни институции во борбата со корупцијата, судството, судиите, јавното обвинителство, судскиот совет кој треба да врши контрола, избор, разрешување и така натаму. Ние имаме и во судскиот совет случај да имаме членови на кои што им беше спроведена интерпелација во собранието, необврзна, затоа што законот тоа не го предвидува, меѓутоа продолжуваат да обавуваат функцијата која што ја носат. Ни недостасува ли едно чувство, како што рековте и вие, една доблесност, дека во едни такви ситуации, особено кога имаме ниска доверба на јавноста во нашето работење, треба да се отстапи и да се почека состојбите да се променат? Па видете, како што кажавте и сама, довербата во институциите е многу мала. Претежно, еве сега гледаме довербата во институциите кои што се борат против, кои што би требало да се борат против корупцијата е уште помала поради сите овие скандали. Судскиот совет ја има клучната улога како коректор на судството, бидејќи знаеме дека според ингеренциите истиот може да ги казнува судиите, да поведува дисциплински постапки, да ги разреши и така натаму. До сега не видовме некоја нивна голема активност во овој дел, иако нели процентот на доверба во самото судство е многу мала. Истата судбина има и јавното обвинителство.
тие покрај сите овие работи, поврзани би рекол и со интегритетот на делот од судиите, се соочуваат и со многу поголеми проблеми во делот на нивните капацитети, недостаток на судии, недостаток на јавни обвинители кои што дури наминуваат и троциферни бројки се повеќе од 100. Имаме криза со како да го наречам, вработување на јавна администрација во судството и јавното обвинителство. Има многу мали плати таму, луѓето не се задоволни, имавме повеќе штрајкови во минатото кои не завршија со резултат со покачување на тие плати. Значи, во овој момент ние се соочуваме со предизвици од секаков карактер, се соочуваме со интегритетот на тие луѓе, со ефикасноста, се соочуваме со недостаток на кадар и сето ова не дава во овој момент една надеж дека во брзо време овие институции ќе се оправат, односно ќе ја подобрат нивната борба против корупцијата. Во една таква ситуација ни се случи и трагедијата во Кучани и таа дојде малтене непосредно по најавите на владата дека е незадоволна од работата на државниот јавен обвинител и иницираше една постапка за негово разрешување, но се ретарираше од целата таа постапка поради приоритетноста на преземањето на истражни мерки во случајот Кучани. Како ги оценувате капацитетите на институциите да во целост расчистат со злоупотребите кои што довеле до една ваква трагедија? Така, ќе се согласам, трагедијата во Кочани ги закопа секирите помеѓу извршната власт и обвинителот кои што беа заострени во периодот пред ова трагедија. Се даде можност да обвинителството ја заврши својата работа. Јас колку што знам, па и во регионот одекна вести дека тоа било доста ефективно постапување после трагедијата во Кочани. Имавме околу 60 осомничени во тој момент, дел од нив во притвор, дел со други мерки, што значи дека дали под притисок на јавноста, дали поради големината на оваа трагедија, обвинителството почна да ја врши својата работа. Меѓутоа истото како што кажавме претходно, се соочува со намален број на ресурси. Тоа значи дека сите ресурси кои обвинителството ги има веќе се насочени во истрагата на оваа трагедија. Јас верувам дека оваа истрага, оваа цела постапка ќе се заврши во најкраток можен рок, дека ќе биде ефикасна, дека ќе биде ефективна, меѓутоа секако дека таа ќе се одрази на другите случаи кои што се водат во моментот, меѓу кои случаи за висока корупција, значи нема да помине без последици во делот на борбата против корупцијата. Оно што мислам дека е многу важно е дали извлековме некакви поуки, затоа што во случај злоупотребата која што била направена, барем според оно што го гледаме од текот на истрагата, и не изгледала толку крупна во тој момент кога била направена. Многу лиценци, многу дозволи, многу документи се издаваат и поминуваат така, веројатно среќата ги штити понатаму од некои потешки последици. Се разбудили свеста дека и најмалите прекршувања за обиколување на законот, барањето на врски, на како што каже еден поранешен политичар, аналитичар, доќанчиња кои сите ги имаат, дека тоа може да доведе до сериозни трагедии. Ќе се разбудили вистинската перцепција кај граѓаните да предизвикаат промена во однесувањето. Знаете како, трагедијата во Кучани е еден сериозен показател за тоа што се случува во нашата држава. Таа трагедија зборува за системска корупција која трае повеќе од 30 години. Со измените на кривичниот законник, кои што многу пати сум ги споменувал досега, осакатување на она дело злоупотреба на службена положба и властување, истото ќе доведе до тоа да голем број од виновниците, кои што во минатото, еден подолг период во минатото, направиле действија во врска кои придонеле со оваа трагедија. Меѓутоа, оние кои веќе влегоа во истрага, верувам дека на брз и ефективен начин ќе бидат процесуирани понатаму. Секако дека оваа трагедија зборува за корупцијата, како што кажав, која веќе поголем системска корупција која подолго време трае во Македонија, и дека кај граѓаните можеби оваа трагедија ќе предизвика две работи. Прво, тие ќе станат свесни за погибието кое системската корупција го носи во државата, а втора работа, можеби ќе ја подобрат својата перцепција ако ова заврши многу брзо, ефективно, ефикасно, доколку виновниците кои што не ги гледаме, а кои што придонеле за ова ќе завршат каде што треба да завршат, тоа што ќе бидат осудени.
Веројатно овој случај значително ќе придонесе во мерењата кои до година ќе ги објавувате за перцепцијата за корупцијата, во зависност од тоа дали ќе се расчисти и ќе се дојде до вистинските одговорни или нема да се успее докрај да се расчисти. Тој случај има и опачина и предна страна. Знаете, предната страна е грда. Таа зборува за системската корупција која довела до ова. Меѓутоа опачината, другата страна на паричката, секако од овој момент не може да претпоставиме, меѓутоа доколку се биде брзо и ефикасно решено во овој дел, зборуваме за обвинителството и судството, тогаш да, на еден начин би придонело за зголемување на тие оценки. Се менува ли нешто, еве вака една генерална ваша оценка во делот на борбата со корупцијата, затоа што гледаме дека сепак има една засилена потреба и кај институциите, зборувам тука Министерството за внатрешни работи, меѓутоа дури и кај јавното обвинителство во изминатиот период, да реферира за преземени мерки, преземени истраги. Имавме некои навистина големи случаи. Еве дали е тоа случајот адитив, мазутот кој загадувал и така, значи големи случаи какви што не сме виделе одамна. Да, може би се менува нешто во дел на транспарентноста на овие институции. Но дали се менува суштински, повторно ќе кажам, институциите кај нас, оние кои што се челни, се соочуваат со голем број на проблеми. Го кажавме, недостатокот на кадар, недостатокот на средства. Како очекуваме едно обвинителство и едно судство да се борат против корупцијата кога немаат ресурси за тоа? Значи, се додека не се пополнат овие редови, знаеме, согласно законските решенија во моментот се пополнуваат од Академијата за суди и јавни обвинители. Академијата за суди и јавни обвинители од друга страна не го оправда досега своето постоење. Сведоци сме на голем број на скандали кои што истата ја окружуваат и сведоци сме дека таа не може да го пополни овој број во брзо време. Кој што кажав, еве, според некои наши мерења пред година дена беа околу 160 помалку суди од оно колку што треба за да функционира и голем број на суди кои што треба да одат во пензија. Тоа значи дека овој број може да се зголеми уште повеќе. Дали Академијата за суди и јавни обвинители е способна да во брзо време ги пополни овие празнини? Значи, се додека немаме екипирани, додека немаме институции полни со луѓе со интегритет, ние не можеме да зборуваме за поместување во борбата против корупцијата. Колку и за тоа да постои една согласност во пошироката јавност. Господин Пандовски, благодарам за оваа анализа во Дневникот. Ви благодарам и на вас.